Продолжуваме сутринска на Телма и време е да излеземе на терен, да се поврземе со нашата Марија и она кое што го споминавме како тема во првото линковско вклучување, впрочем она кое што го карактеризира денешниот ден или 1 декември, светскиот ден за борба против СИДА. Светот се одбележува во обединување на светскиот ден за борба против СИДА, односно за одбележување ден посветен на подигнување на свесноста, солидарноста и поддршката за сите што живеат со ХИВ. Повеќе подетално се разбира во продолжение Марија со својата гостинка. Марија, добро утро. Добро утро. Добро утро и до вас. Токму така, од терен ќе го одбележиме денешниот ден, 1 декември, светскиот ден на борба против СИДА. Станува збор за глобален здравствен проблем, кој што за жал предизвика на светски рамки 44,1 милиони смртни случаи. Ако говориме за состојбата во Македонија, заклучно со 27 ноември, ново регистрирани лица со СИДА и ХИВ изнесува 38, односно новата бројка е 38 токму во нашата земја. Нешто повеќе за состојбата со бројката на позитивни ХИВ лица во Македонија, но и воедно со каква стигма и дискриминација се соочуваат овие лица. Во продолжение слушаме многу повеќе од мојата денешна гостинка Оливера Стојковска-Ивановска, програмска раководителка во ХЕРА. Да и посакаме добро утро. Добро утро, ви благодарам на поканата. На самиот почеток напоменав дека новиот регистриран број на лица кои што се позитивни од ХИВ во Македонија заклучно со 27 ноември изнесува 38, но генерално каква е состојбата во Македонија во последните години? Дали можеби имаме тренд на раст или на пат на заболени лица? Така. Денес е 1 декември, светски ден на борба против ХИВ-СИДА и можеме да кажеме дека Македонија одржува ниско ниво на преваленца на ХИВ. Исто така Македонија има напредок во третманот и грижата на лицата кои што живеат со ХИВ. Податоците покажуваат дека 90% од диагностицираните ХИВ позитивни се вклучени на терапија, а дури 95% од тие што се на терапија имаат потиснат вирус. Меѓутоа, раната диагностика сепак останува нашиот најголем предизвик. Денес се проценува дека околу 700 лица во нашата земја живеат со ХИВ, меѓутоа 30% од нив не се диагностицирани. Тоа би значило дека секој трет човек не знае дека живее со вирусот, што го продолжува преносот и ја отежнува контролата на самиот вирус. Велите секој трет човек не знае дека живее со овој вирус. На што се должи тоа? Дали на недоволната едукација, дали можеби на не толку достапните анонимни и бесплатни тестирања кај нас? За тоа има повеќе фактори, тука е стигмата, дискриминацијата. Меѓутоа, денес имаме достапно и доверливо тестирање. Кај нас во Македонија имаме тестирање во здравствените установи и во граѓанските организации. Од друга страна, во рамки на ХЕРА се спроведува бесплатно и доверливо ХИВ тестирање во Младинскиот центар Сакам да знам, каде што не е потребен документ за лична идентификација. Тестовите се брзи, орални и резултатите се добиваат за најмногу 30 минути. Од друга страна, граѓанските, иако здравствените установи спроведуваат тестирања повеќе по број за разлика од граѓанските организации, сепак граѓанските организации се некаде за 12 пати поуспешни од здравствените установи. Податоците покажуваат дека граѓанските организации откриваат еден ХИВ позитивен случај на спроведени 150 тестирања, наспроти еден ХИВ позитивен случај на 1150 спроведени тестирања кај јавните и приватните здравствени установи вкупно. Тоа ни покажува дека граѓанските организации работат директно на терен во самите заедници и уживаат доверба кај самите клучни популации кај кои што и ризикот е најголем од пренос на ХИВ вирусот. Во однос на терапијата која што е потребна за лицата со ХИВ вирус, дали е редовна во Македонија? Така, терапијата е редовна. Ја има на инфективната клиника за инфективни болести, фебрилни состојби. И секој ХИВ позитивен случај кога ќе се открие, веднаш се и во граѓанските организации, веднаш се поврзува со здравствениот систем и се става на терапија.
На самиот почеток напоменав дека ќе напоменеме нешто повеќе околу стигмата и дискриминацијата со кои се соочуваат овие лица. Каков е вашиот став околу тоа? Така, ХИВ не е тема што предизвикува страв како пред, да речеме, 20 или 30 години, меѓутоа се уште има стигма околу оваа тема и често знае да биде причина да луѓето избегнуваат да се тестираат. Меѓутоа мора да работиме на промена на јавната перцепција, затоа што ХИВ не е пресуда. Денес имаме достапна и ефективна терапија со која што е возможен долг и квалитетен живот. Лицата кои што се на терапија може да работат, да планираат семејство, да имаат квалитетен живот и што е најважно не може да го пренесат ХИВ вирусот, доколку имаат потиснат вирус во крвта. Дали е потребно повеќе да се зборува на оваа тема? Дали е потребно повеќе да се подигне јавната свест помеѓу помладите генерации па и повозрасните, пошироката јавност? И колку ХЕРА воведува програмски активности и разни видови на програми со цел да се зголеми нивото на свест? Така, превенцијата и едукацијата се столбот на најсилниот одговор кон ХИВ. Меѓутоа, во нашата земја недостига системски инвестиции. ХЕРА како граѓанска организација во континуитет спроведува едукативни работилници и активности, обуки, особено помеѓу млади, во училишта, на универзитети, во нашите младински центри и во самите заедници каде што ризикот од пренос на ХИВ вирусот е највисок, како и работиме на кампањи за подигнување на јавната свест. Меѓутоа, сите овие активности што ги спроведуваме не можат да го заменат системското сексуално образование, кое може нели на долг рок да го намали ризикот. Пред самиот крај, која е вашата порака до нашите гледачи во однос на денешниот ден и дали препорачувате еднаш годишно тестирање кај сите лица, дури оние кои што не сметаат дека не им е потребно тоа тестирање, односно дека немале никаков контакт со ХИВ позитивно лице? Така, денес на Светскиот ден за борба против ХИВ сакаме да упатиме јасна порака дека никој не сме да остане невидлив, недиагностициран и без пристап до грижа. Нашата земја мора да го забрза одговорот кон ХИВ и што побрзо ги откриеме лицата кои што живеат со ХИВ, толку побрзо ќе можеме да го стопираме преносот и да ставиме контрола врз ХИВ и секако тестирајте се, затоа што важно е да се грижите за своето здравје. Благодарам многу за одвоеното време и што имавме можност да дадеме повеќе информации во однос денешниот ден. Ви благодарам на поканата уште еднаш. Благодарам уште еднаш. Со сите овие информации го одбележавме денешниот ден, Светскиот ден на борба против СИДА. Тоа беше мојата денешна гостинка Оливера Ивановска Стојковска, програмска раководителка во ХЕРА, каде што напоменавме нешто повеќе за состојбата во Македонија со ХИВ позитивните лица во последните години, за состојбата денес, но исто така и за стигмата и дискриминацијата со кои се соочуваат позитивните лица.